без идејноста на ВМРО ДПМН и отсуството на допир со реалноста се чита буквално од секоја страна на нивната програма. За мене можам да кажам дека беше големо изненадување, но и разочарување, кога се гледавме дека нивната програма е всушност збир на веќе реализирани проекти само ставени во едно идно време. Просто и неверојатно се поверува. И додека ние се надевавме на противник, со кого ќе можеме да дебатираме за подобри политики за живот на сите граѓани, се соочивме со програма која што е како да е пишувана буквално пред неколку години. Направивме анализа на нивната програма во делот на дигитализацијата и еве што велат. Ветуваат намалување на цените за роаминг во Западен Балкан во 2020 и 2021 година и укинување во 2022. Реалноста е дека веќе една година земјите во Западен Балкан имаат намалени цени на роаминг за 99%. Од 1 јули 2021 година роамингот целосно ќе се укине. Во координација со Европската комисија веќе се подготвува и конкретен план за укинување на роамингот со земјите од Европската унија, така што навистина не знаеме што ветува ВМРО ДПМН. Ветуваат центри за една точка за услуги. Реалноста е дека веќе два вакви центри се отворени, во Скопје и во Тетово, а во завршна фаза се оние во Охрид и во Куманово. Ветуваат портали за електронски услуги и апликации за мобилни услуги. Реалноста е дека националниот портал за електронски услуги ГОВМК, беше пуштен во употреба на 16 декември 2019 година и до денес се понудени 136 електронски услуги преку овој еден и единствен портал. Овој број секојдневно расте. Ветуваат испорака на услуги и ИКТ поддршка на администрацијата. Достапност 24/7, како што велат, на услугите кои што ги нуди јавната администрација. Услугите веќе во реалноста се достапни 24/7, токму преку националниот портал услуги ГОВМК. Ветуваат електронски инспекторати. Реалноста е дека во август 2017 година започна процесот за модернизација на инспекцијските служби. Веќе е развиен софтвер за инспекцијски служби со поддршка на USAID. Чеклистите за инспекцијски надзор се веќе создадени во 2019 година со новиот закон за инспекцијски надзор. Ветуваат нов закон за електронски комуникации согласно европската регулатива. Реалноста е дека во 2019 година оваа активност веќе е пријавена во Националната програма за согласување со европското законодавство и веќе се работи на овој закон. Ветуваат дигитален форум за информатиско-комуникацијски технологии со буџет од 10 милиони евра. Реалноста е дека дигиталниот форум е веќе формиран и има активна улога. Во моментот, токму дигиталниот форум е задолжен за определување на листата на даватели на услуги за дигитални вештини, кои ќе можат да ги користат младите помеѓу 18 и 29 години. Дигиталниот форум функционира како советодавно тело и без никаков надоместок. Ветува долгорочна стратегија за ИКТ. Националната ИКТ стратегија во реалност е веќе во завршна фаза. Ја работиме со финансиска поддршка на Европската унија. Тоа е ИПА проект. Ангажирани се странски експерти и стратегијата треба да биде готова до 30 септември оваа година. Ветува дигитална агенција. Реалноста е дека процесот за основање на дигиталната агенција е веќе започнат. Законот е изготвен и објавен на ЕНЕР, така што сите можат да го видат. Ветуваат ИКТ совет. ИКТ советот е формиран во 2018 година. Ветуваат универзална електронска идентификацијска карта и воведување на инфраструктура на јавен клjuč. Реалноста е дека е веќе воведена со Законот за електронски документи, електронска идентификација и доверливи услуги од 29 мај оваа година. Електронската идентификација веќе се употребува од 16 декември 2019 година како услов за користење на услуги ГОВМК. Ветуваат секторска платформа, проект и онлайн јавни дебати за предлог закони. Се ова веќе постои на ЕНЕР, единствениот национален електронски регистар. Сега на ЕНЕР ова е можно, дотолку повеќе што оваа година воведовме и отворен модул за форум, онлайн форум со сите засегнати страни. Ветуваат мапирање на белите зони
и обезбедување на брз интернет. Реалноста е дека белите зони се веќе мапирани и ова се јавно достапни податоци. Ја формиравме и Националната канцеларија за бродбенд компетентност. Државата го донесе веќе националниот оперативен план за бродбенд, со кој се планира изградба на националната оптичка транспортна мрежа до 2025 година, која што треба да обезбеди брз интернет пристап со брзина од 100 мегабита во секунда во сите делови од земјата. За ова добивме и грант од Инвестицијскиот фонд за Западен Балкан, а во завршна фаза сме со преговорите за подпишување и на кредит во вредност од 35 милиони евра со Светската банка. За жал, има уште многу вакви примери. Искрено сум разочаран. Навистина очекував повеќе после толку критики да слушнам од опозицијата. Очекував можеби и некоја добра идеја, но нема. Се работи за неверојатна безиденост и непознавање, дури и на границата на опасно. Но ние покажавме дека можеме. Еве и програмата на ВМРО ДПМН како да е список на тоа што сме го направиле. Можеме уште повеќе и уште подобро и во областа на дигитализацијата. И тоа ќе го покажеме после 15 јули.